Општинските инспектори, комуналното предпријатие и СВР Струмица почнаа со дислокација на дивите продавачи кај струмичкиот пазар Чешел. Им ги собраа стоката, но и импровизираните кампови со кои цело лето ги блокираа тротоарите и дворот на детската градинка. Најмногу реакции имаше од жителите на околните згради, кои се жалеа дека дивите продавачи оставаат многу смет од кој се шири непријатна миризба, поради што и децата од градинката не излегуваат да си играат во дворот. С неколку месеци ова е стварно пред се нехигиена, седат разни луѓе, разни карактери. Тука е градинка, деца се преку дента, од другата страна гледам како хотел внатре направено нешто, прв пат го гледам тоа. Прво што овде има градинка. Децата си играт, а они таму не чеват, одат по надвор. Второ, овде има ресторанти. Продавачите пак тврдат дека маката ги натерала да застанат на улица да продаваат, зашто во спротивно би требало да просат за парче леп. Нека кажат сите, јас ти чистам, јас ти чистам, не правам кражба, не правам ништо, едно парче лепче да земам, не да просам од маса на маса. Ние си пијамо камиончета, имаме камионче, ние си. Тука ке ни постеляме робичката, ние си одемо камиончета спијаме. Ке дома са мали, ке си откриеме и пак си работиме. Директорот на комуналното предпријатие вели дека нема оправдување за узурпација на јавни површини. Според Ѓоргиев има доволно место на струмичките пазари за продажба на земјоделски производи. Бидејќи станува збор за густо населено подрачје во кој што овие диви продавачи повеќе време беа таму застапени, се ствараше смет, ѓубре, непријатна миризба која што негативно влијае исто така како и на граѓаните, така и на институцијата која што таму е лоцирана, тоа е детската градинка. Диви продавачи ги узурпираат и тротоарите во центарот на градот, каде најчесто се нуди текстилна стока.